Можеме да кажеме дека Македонија во овие локални избори докажа и покажа дека е демократска земја, имаше скандинавски избори, може да се каже дека демократијата, граѓаните и граѓанките победија. Тоа би било дел од посакувана изјава, меѓутоа не можам да го кажам тоа. За жал и во овој втор круг на локалните избори, цивил и наблюдувачите, како и партнерските организации, регистрира многу голем број нерегуларности. Тие може да се набројуваат подолго време, пред се може да се каже дека имаше плюси инциденти, тензии и притисоци кои го карактеризираат целиот период меѓу двата изборни круга, меѓутоа и денеска, особено во последните часови, видовме како му се случи пустец на Скопје, освен на Ресен. Имаше подкуп, агитирање, закани во Велес, односно Велешко имаше закани по субвенциите на оние кои примаат субвенции. Високи државни функционери беа на сите страни, учествуваа во целата неправилност, нерегуларност која се случуваше според изјавите, односно извештаите на нашите наблюдувачи. Може да се каже дека ова не беа слободни и ненасилни избори. Структурно беше насилството кое се спроведуваше во целиот изминат период, меѓутоа и пред изборието. Може да се каже дека продолжи систематската злоупотреба на институциите и остави белег за периодот што предстои, кој нема воопшто да биде лесен за граѓанките и граѓаните на Република Македонија, за демократијата во Македонија. Забележано е гласање на голем број жители на Пустец, кои нашите наблюдувачки и наблюдувачи, дури и во директни контакти, открија дека луѓето едноставно не знаат ни од каде точно се, не беа добро брифирани за нивните адреси кои треба да ги кажат. Забележавте ли имавме не само од Пустец, туку имавме и гласачи од Ресен и од Кавадарци, кои доаѓаа да гласаат во општина Центар денеска. Навистина ли биле придружувани со државните службеници и со алфите овие гласачи? Тоа го слушнавме од неколку граѓанки и граѓани кои денеска се јавува во Цивил, во канцеларијата на Цивил. Уште ги читаме извештаите од нашите наблюдувачи, меѓутоа да се забележува дека институциите придонеле, односно помагале во носењето на гласачиве. Мислам, она што можеме да го заклучиме, накратко може да се нарече краткотрајна и брза, интензивна демографска интервенција во Скопје. Меѓутоа и во Ресен.